Таен план на председателот Црвенковски со шефицата на грчката дипломатија Бакојани за менување на уставното име открива Нова Македонија. Во тајните преговори медијатор бил Исак Адижес, меѓународен експерт за менаџмент и семеен пријател на Бакојани. Марија Котовска. Македонија ќе го промени уставното име, а државата од унитарна ќе ја трансформира во Унија на народи. А бидејќи тогаш веќе бившите македонци ќе почнат да ги уживаат благодетите од приемот во НАТО, мирно ќе ја прифатат својата целосна деноминација. Ова е наводно тајниот план на актуелниот председател Црвенковски, што преку медијаторот Адижес веќе се наоѓал на работната маса на Бакојани, открива денешна Нова Македонија. Според весникот, овој план со крајна цел Црвенковски да се врати на власт. Актуелниот председател го крие не само од пошироката јавност, туку и од своите најблиски соработници. Наместо регуларно да ја побара поддршката од своите сограѓани, според Нова Македонија Црвенковски има поинаква тактика. Повекувајќи се на исказ на медијаторот Адижес, Нова Македонија открива: оваа есен Црвенковски ќе организира големи сенародни протести, насочени против економската политика на владата. Актуелниот председател бил уверен дека поради народниот притисок, премиерот Груевски ќе поднел оставка, пошто тој, како докажан државотворец, ќе ја спасувал Македонија. Убеден дека ова сценарио е добро, остварливо и рационално, Адижес замина за Атина, за да и ги пренесе добрите вести на Бакојани. Се вели во текстот, во кој стои и дека Црвенковски му пренел на Адижес, дека веќе ги имал придобиено интелектуалците и медиумите, па сега се чекал само стартот на кампањата за отстранување на тврдоглавиот премиер. Нова Македонија оваа теза ја аргументира со следното: преку тет-а-тет средби, Црвенковски за својот план ги известил и европските бирократски структури. Затоа, врз Македонија деновиве почна да се врши оркестриран економски притисок. Ни стигнуваат гости економски снајперисти со вести дека Европската Унија нема да ги финансира македонските проекти и не плашат со економска изолација, пишува во текстот. Од друга страна, Црвенковски веќе го активираше и својот економски совет. Почна да организира трибини со економска тематика, а наводните експерти како навиени ги елаборираат своите теории за црната економска перспектива на државава надвор од Унијата, се вели во текстот. Од друга страна, македонците се уште не знаат кои се и што се, па многу лесно ќе прифатат нов идентитет. По децени економска беда, а во услови на економска благосостојба што ќе следува со приемот во НАТО. Ова е наводниот план Б на председателот Бранко Црвенковски за преземање на власта со црна контрареволуција, која што ја објавува денешна Нова Македонија.